Намалувањето на бројот на ученици во Македонија во основните и средните училишта веќе со години е еден од поголемите проблеми во државава. Според последните податоци на Државниот завод за статистика, бројот на ученици запишани во основните училишта се намалил за 3,6% во однос на претходната учебна година, додека бројот на средношколци се зголемил за 0,6%. Тоа го потврдуваат и податоците од Министерството за образование и наука, според кои минатата година во 147 подрачни училишта не се запишал ниту еден ученик. Дека ситуацијата е алармантна и во средните училишта покажуваат бројките на запишаните средношколци во гимназијата 28 ноември во Дебар. На првиот уписен рок се запишале само 32 ученици од вкупно 238 предвидени слободни места. Професорката од гимназијата Бора Коруми, одговорна за упис во училиштето, за МИА рече дека очекуваат поголем одзив на вториот уписен рок. Во нашата образовна институција за упис беа пријавени 44 завршени основци. Од нив 12 на македонски и 32 за настава на албански наставен јазик. Од нив запишани се 32 ученика или гледано одделно 7 за настава на македонски и 25 на албански наставен јазик. Поголем одзив очекуваме во второто пријавување, кое ќе биде на 23 овој месец. Токму на оваа тема за намалувањето на бројот на ученици во училиштата низ Македонија и планот на МОН за реорганизација во училиштата и оптимизација на наставниот кадар се дискутираше на денешните пратенички прашања. Пратеничката од опозицијската СДСМ Даниела Николова ја праша министерката за образование и наука Весна Јаневска дали и колку наставници ќе останат без работа по реорганизацијата во училиштата и дали тоа е вистинскиот начин да се реши проблемот кој се појавува поради намалувањето на бројот на учениците. Дали Министерството за образование и наука има изработена точна и прецизна анализа колку наставници, но на ниво на државата, ќе останат технолошки вишок по спроведување на оптимизацијските сценарија? Како директорите ќе изберат кој наставник ќе биде технолошки вишок, по кои критериуми тие ќе се водат? Колкав е бројот на наставниците на кои што драстично ќе им се намали фондот на часови, а со тоа и нивните месечни примања? Министерката за образование и наука Весна Јаневска одговори дека ниту еден наставник нема да биде отпуштен од работа. Никогаш не сум кажала дека ќе се бркаат од работа. Да, ќе се преквалификуваат, да, ќе се прераспределуваат во една општина меѓу две училишта, да, ќе работат подолго отколку што се навикнати сега да работат, да, едни ќе работат од 8 до 12, други од 12 до 4, така ќе си ја зачуваат работата, но така ќе го поткренат квалитетот на образованието во нашата држава. Во однос на бројот на ученици, министерката за образование и наука Весна Јаневска минатиот месец одговорајќи на пратеничко прашање за процесот на реорганизација во образованието, кажа дека во последните 20 години бројот на ученици во Македонија се намалил за 28%, додека во истиот период бројот на наставници се зголемил за 46%.